сакам во оваа прилика на оваа пресконференција да ги демонтирам сите лажни обвинувања кон мене и кон концептот за наше Куманово. Не сакам да се впуштам во коментари на индивидуални ставови на поедини представници на политички партии. Само сакам да потенцирам дека концептот за наше Куманово е од граѓаните и за граѓаните на општина Куманово. Ја почитуваме бројката и поддршката која што ја добивме во првиот круг, која што беше најмасовна и убедлива за нас како концепт и за мене како градоначалник. Продолжуваме во вториот круг и бараме поддршка од сите граѓани на општина Куманово, без разлика кој на која политичка опција и припаѓа. Затоа што ова е опцијата која што работи од граѓаните и за граѓаните. Нашата цел од концептот за наше Куманово е да ја ставиме политиката и личните и политичките интереси на поединци кои што ги имаат узурпирано политичките субјекти во втор план, а да работиме исклучиво во интерес на граѓаните, за да може Куманово рамномерно да расте, да се развива и да се шири како еден модерен и урбан град. Затоа остро ги демонтирам сите лажни обвинувања дека некој некого има разочарано или пак некој некого има предадено. Јас како кандидат за градоначалник се чувствувам горд што успеав заедно со мојот тим да ја освојам поддршката на наши кумановчани и ќе направиме се во вториот круг таа поддршка да биде уште поубедлива без разлика од која политичка партија или од која политичка опција ќе дојде поддршката. Едноставно, поддршката ја барам од сите, и од членовите на Социјалдемократскиот сојуз, и од членовите на ВМРО, и од членовите на политичките партии кои што припаѓаат на албанскиот блок и буквално од сите граѓани без разлика на нивната етничка, верска или политичка припадност. Нашата обврска како иден менаџерски тим на градот е да имаме обврски и должности кон сите граѓани, ниту во минатите 4 години ги имам делено граѓаните по било кој основ, нити пак ќе си дозволам да бидат делени. Воедно ги отфрлам и сите лажни обвинувања за наводни реваншизми или создавање и вршење на притисоци. Сум бил, сум и ќе бидам градоначалник на сите граѓани и ниту во еден момент нема да дозволам ниту еден граѓанин поради своето партиско, политичко или било какво убедување да трпи одредени консеквенции и реперкусии. Во Куманово има простор само за два вида на луѓе, а тоа се честни и работни луѓе. И затоа ги повикувам сите кумановчани да се солидаризираат и следната недела масовно да излезат на избори, да ги отфрлат ваквите шпекулации, да дадат поддршка за концептот за наше Куманово и мене како кандидат за градоначалник и иден градоначалник на нашата општина.